Почитувани гледачи, добар ден, ова е ново издание на емисијата За или Против, а јас сум Срđan Ивановиќ, а мои вечерашни гости со кои ќе разговараме на тема евроинтеграции се Иво Ранđelović, политиколог, добро најавив, така? Добар ден, добро И вечер. Синиша Пекевски, аналитичар, добро вечер и за двајцата. Добро вечер, тоест добар ден. Добар Уште ден. не сме вечер. Така е, да. Ајде да почнеме со најмладиот од нас. Ранđelović за историјата се вели дека е учителка на животот, но еве тука кај нас на Балканот често значи кочница на напредокот или пак спорна точка во односите на народите и на земите кои што се дел од нашиот регион, еве конкретно со Бугарија, една од главните пречки е нели онаа фамозна заедничка историска комисија, која што пак е нели дел и од преговарачкиот процес со Европската унија. Тука решение како да не може да има во скоро време, па затоа пред минатата недела се појави еден нов non-paper кој не засега и нас, но и другите земји од регионот, во кој се вели дека може би е паметно земјите од нашиот регион да влезат експресно во Европската унија, но некако не потполно, да немаат право на одлучување и да не бидат полноправни членки, но сепак да бидат дел од заедничкиот пазар и од заедничкиот безбедносен чадар на унијата. Дали мислите дека ова е паметно да имаме ние една утешна награда после толку време, толку децении на евроинтегрирање? Добар вовод, морам да признам. Вака, мислам дека пред да цениме што е паметно и не за нас, добро на јавноста да и се каже дека ние изгубивме контекст како општество и како политика, за да може да расудуваме рационално што ни треба, а што не. Ние сме исклучително поделени, партизирани, корумпирани и така натаму, поделени по многу нешта во општеството и не мислам дека сме спремни трезвено да расудуваме за тоа што ни е потребно во моментов. Бидејќи секој од нас, граѓани на оваа држава, бара прибежиште некое во идеите во кои што сака да ги слушне и мисли, особено после сите оние, ајде да кажеме, неправди кои ни се случиле. Од друга страна, тоа е факт дека ни се случи и неправди. Да, не спорно е тоа, само го констатирам. Од друга страна, сметам дека политичките партии во Македонија од независноста навака, јас тоа го нарекувам тој обид да развиеме еден современ идентитет на македонската нација, нели од независноста до денес, беше втемелен, односно заснован на таа позиција на жртва. И тоа политичарите го искористија, го вбризгаа, да кажеме, во менталитетот на народот, дека ние сме историска жртва, сме трпели историски неправди, никој не сака, ни зема име знаме, што е така, меѓутоа, е и тоа како злоупотребено од политичарите да во тоа име го поделат и претезираат народот до стигнати до каде што сме денес. Северџани, предавници, патриоти, вакви онакви различни проблем да се поделиме на нас. Да. Меѓутоа, вака поделени од позиција на жртва ние не може да градиме иднина. И мора новата генерација на политичари во оваа држава да се издигне на таа идеја на статус жртва и да му каже на овој народ дека правда во светот нема. Правда нема ниту во Македонија и никогаш нема да има. Нам никогаш никој нема да ни ја донесе правдата спакувана во камион, низ триумфална капија и да се радуваме. Светот нема да ја афирмира нашата приказна. Значи, ние мора да тргнеме да почнеме да создаваме контекст. Своја правда, своја визија, своја идеја да се снаоѓаме во светската политика, меѓутоа со консенсус. Бидејќи сме толку разединети, толку поделени, не сме мокни, не сме фактор да се спротивставиме и да наметнеме, значи ни останува да бидеме сложни и преку такво заедништво да дојдеме до позиција. Значи, тоа е претекст за да донесеме одлука. За консенсусот, но повеќе ме интересира ова. Дали ние воопшто вреди да влегуваме во една нова авантура која се нарекува, нели, која треба да произлезе од тој non-paper кој беше полупредставен од представниците на Париз и Берлин? Па јас се плашам дека доколку се случи некоја таква идеја, ние нема да бидеме ајде да кажам суштински прашани за тоа, можеби формално да, меѓутоа тоа ќе биде проект кој би бил буткан така да сите држави го прифатат. Не знам дали приметува јавноста, меѓутоа во изминативе 15-20 години Европа и светот на нас не гледа како, не само на нас, на Србија, на Босна и така натаму, како единка држава, туку како Западен Балкан. Не ставаат во контекст, во релативитет на нешто со уште некоја држава.
што и сите решенија се водат како тоа, во пакет да влезат, во пакет да не влезат и така натаму. И сметам дека тоа би, доколку таа идеја се реализира, да кажеме на некој начин, не верувам дека ќе се пласира во било која јавност од овие држави да тоа биде избор или не, да има референдум или не. Едноставно ќе мора да прифатат државите доколку дојде до таа втора лига. Ќе премногу шанси тука за размислување. Па мислам дека да. Сега дали е подобро или не знам, меѓутоа знам дека тоа нема да го иземе проблемот кој го имаме со Бугарија. Значи ние без разлика дали ќе има втора, трета или пета лига, проблемот со Бугарија ни е на глава. Пекевски, што мислите вие за ова, наместо во Лига шампионите да играме во Лига Европа? Некој ќе каже, па добро, и тоа не е лошо. И таму има квалитетни екипи. Но, откако сум ја, не знам, уште кога бев средно образование, се спремавме нели за влез во Европската унија, помина без малку 3 децении од разни статуси кои што ги имавме до сега. И еве сега на крајот ни викаат, па добро, можеби не е толку лошо да се прифати некаква утешна награда. Зошто никој не го поставува прашањето дали треба ние да влеземе и дали заслужуваме да влеземе во ЕУ? Ние тргаме треба, дали сотоверно отсутство од 0%, мислам дека не е ни 0, дека не сме заслужили ние да влеземе. Да, со што сме заслужили ние да влеземе во ЕУ, на пример? Со економија, со судство, со правда, со некакви стандарди, со што сме заслужили? Освен што го променивме името, го и знамето. Тоа не е баш така мала работа. Па добро, тоа е затоа што некој така ни кажува. Значи, за некои работи можеме да послушаме, за некои работи не можеш да послушаме. И гледа дека у суштина ние само генерално по мене и не заслужуваме такви какви што сме, апсолутно не заслужуваме да влеземе во ЕУ, затоа што веќе ова некој уште пред неколку години го имам кажано, кој сака да внесе отров во своето тело. У суштина ќе ги разединиме по еден куп работи, иако сме толку мали и како држава и како по број на население, држава во која партиите кога имаат некаков проблем измеѓу себе се жалат во амбасади. И што ќе идеме кај мама и кај тато, кај бато, кај кого ќе се жалиме, слушај овие другиве не ме слушаат, ме игнорираат. И тоа е 40 години. Дали знаеш ти знаеш некоја нормална дали знаеш дека нормална некоја држава каде што опозицијата постојано иде и се жали во амбасади. Не гледа дома да заврши целата таа работа, туку гледа да се пожали. Слушај, овие не играат како што ние сакаме, те молам средини. Што покажува тоа? Дека у суштина дека ние апсолутно не сме спремни за таков чекор. Јас не би се служил со оваа констатација дека сме апсолутно неспремни за влез во Европска унија. Кај нас погина 63 луѓе во дискотека. Влади паѓаат. Значи во Словенија едно убиство се случи, 2 министри веднаш паднаа. Можем да замислам 63 во Швајцарија, во зимскиот центар во Аспен, мислам, имаше пожар сличен, со не толку голем број на жртви како тука, па беше национална трагедија и одма беше кај нас национална трагедија. Во делот на одговорност понесување кај нас, кој понесе одговорност? Значи ние уште после судскиот процес е се уште во тек, не би. Значи во тек, значи нема решение каде што се казнија тие што прво што дозволија. И цело време ќе збориме системот е крив. А системот кој го случува, кој го сочинува се луѓето. Но ние немаме пречка за влез во Европската унија од такви едни констатации, туку напротив имаме проблем со историјата и тоа во односите со нашиот источен сосед. Ова говорам апропо започнатите преговори на почетокот од оваа недела со Украина и со Молдавија. Само да потсетиме за тие што не знаат, а не верувам дека постои таков, дека Украина води крвава војна повеќе од 4 години, нејзин противник е Русија, значи најмоќната евроазиска земја, и како таква, нели со еден таков огромен проблем, Украина ги отвара кластерите со Европската унија, значи земја во која е
мислам и безпредметно сега да разговориме дали има некаква борба со корупцијата, дали има дореба во судството и така натака. Значи, ја не верувам дека таму функционираат институциите како што би функционирале, нели, во мирнодопски услови. Од друга страна имаме Молдавија која не е во војна, но веќе 30 години не ја контролира собствената добар дел од собствената територија. Мислам, по некои рачуници тоа се работи за 40% од територијата, ако ја земеме освен Приднестровје, нели Транснистрија, која што е чии жители се длабоко проруски насочени, тогаш имам и онаа Гаугазија автономна област во која што живеат православни турци и кои што исто така не ги интересира ни ЕУ, нити пак гледаат некаква иднина во Молдавија. Таквата Молдавија ги отвара кластерите. Значи Молдавија и Украина, а ние сега тука велиме немаме доверба во судството и не знам што и не знам што. Кој кажа дека они ќе влезат и кога ќе влезат? Добра, ма се пред нас во оваа ситуација. Сега Турција од кога ги има почнато разговори. Значи колку чека поише од 50 години, така? Па има. Кој гарантира дека ќе влезат? Тоа е само некаква полунаграда и тоа се во моментот заради тоа што состојбите на теренот се такви, затоа што има, ја би рекол, војна конфликт во Украина и мора нешто да им се даде. Оваа војна ќе заврши и состојбите веќе нема да бидат исти. Во моментот кога запрат преговорите ќе се нема да запрат, ама тоа ќе почнат барања за исполнување на разноразни критериуми, исполнување на разноразни стандарди. И дали мислиш дека секако мора да заврши војната таму? Нема да има победник, затоа што не сме да има победник, и дали ќе мислиш дека согласно тоа дека ќе се идат некакви процеси против Русија уште еднаш? Бидејќи тоа длабоко навлегува во делот зошто и војната е во Украина и зошто сега ова се прави во делот со Молдавија. Така да јас реално тоа е само условно подлажнување на тие две држави и давање условна некаква награда. Тоа е само моје мислење. Ранџеловиќ, дали ово отпочнување на преговорите со Украина и со Молдавија е само морковот, стапот не го гледаме тука, некаде веројатно стапот доаѓа од Русија, па нема потреба да се има стапот од Брисел и дека тоа е само една краткорочна мерка, како што вели вашиот соговорник. Вака, многу е важно да диференцираме. Секоја држава има своја важност. Украина има е сепак фактор од интерес за големите сили. Доколку не би бил, Америка нема да истора толку многу пари во Украина, Русија нема да ја напаѓа. Украина, ниту пак Европската унија ќе ги засука ракавите да ги прегуби. Зборуваме сега за оние копенхашки критериуми за такви работи. Сега, сакам да кажам дека структурата или статусот на Украина како држава во светската политика е сосема поинаков од оној на Македонија. Значи, од една друга гледна точка Украина е доста поважна. Македонија генерално не треба да гледа на Европската унија да се трка со било која држава, па ниту се Украина и Молдавија, бидејќи тоа не е поентата. Европската унија не е дестинација, тоа е еден процес кој трае и нема крај. Меѓутоа, ако нешто е добро во тоа за нас, а не гледам подобра алатка во моментов, тоа е да успееме да се реформираме како општество, како држава, како политика. Бидејќи сами очигледно не можеме. Ние се давиме во еден безвременски резил и примитивизам. Значи, овие 35 години во историјата може да се запишат како чиста илузија и лага во смисла на приоритет на личен интерес. Значи, ова нема политика. Ова не е водење држава 35 години, само поделба на народот, искористување на државата и така натаму. Затоа и таму кај што сме не единствено, меѓутоа приоритетен бенефит од целава оваа работа со Европска унија, сметам дека е можеби тоа. И затоа би требало да се посветиме на тие реформи без разлика дали ќе влеземе или не. Здрави, нели, за самите нас. Но исто така паралелно е важно да се каже дека ние повлезо доколку некогаш влеземе во Европската унија, повторно ќе бидеме меѓу најсиромашните држави. Јас мислам дека во првите недела до 10 дена масовно ќе се иселат македонци од држава, бидејќи тогаш уште полесен патот ќе биде. Да, и мислам дека треба да се спремаме за тие чекори.
Тоа е нешто што го изразува проблемот. Нема да влеземе, но да се подготвуваме како да ќе влеземе. Да се подготвуваме за репрекусиите кога ќе влеземе. Значи да гледаме малку понапред, а не да се тркаме сега Украина и така натаму. Видете, и ние суштински не знам колку ја контролираме целата територија. Ако сакате и во тој контекст може да разговараме, може би. Добра, не е ова како Молдавија. Затоа да си ја гледаме сопствената мака и да не се мириме многу со останати, да ние си имаме наши проблеми и да видиме како ќе се носиме со нив. Па, Боже мој за другите. Добро, еве сега пред 2 дена премиерот од Струмица порача, вели местото на нас ни е во Европската унија, во Брисел, каде што Македонија би била полноправна членка, но тоа нема да го правиме на штета на идентитетот. Да бидеме реални, на вистина идентитетот е загрозен со оние билатерални рамки кои беа вметнати нели во преговарачкиот процес со унијата, а од друга страна од СДСМ, најголемата опозицијска партија, или да се изразам попрецизно, во моментов се уште најголемата опозицијска партија. Па добро, има најголем број на пратеници. Велат дека хитно треба да се направи тој договор со Бугарија, значи во првиот момент тоа би значило уставни промени против кои ја лично немам никаков проблем бугарите да бидат вметнати во уставот и претпоставам дека никој нема никаков проблем, но од Софија цело време се добиваат јасни назнаки дека тоа нема да биде последното барање во тој преговарачки процес што Бугарија би го имала кон Македонија. И сега ајде, Ранџеловиќ, да продолжиме, па после ќе побарам мислење и од одговори од Пекевски. Ние сме разногласни, ние не сме синхронизирани, додека од Бугарија доаѓаат постојано унисони пораки по поглед на нашето прашање. Значи, они 5 години немаа влада, имаа некаква техничка влада и постојано нема проблем со тоа да кажат не, за македонското прашање сите мислиме исто. А ние сме постојано разногласни. Зошто е тоа така? Тоа е нашата мака во сршта, затоа што кај нас таа институционална инфраструктура на водење држава е погрешно сватена од сите нас. Не е државна позиција секоја влада да има свој став. Барем не е во надворешната политика, особено кога ние работа секоја опозиција да има свој став за никој работа. Да имате став, меѓутоа не може секој еден кој ќе дојде на 3-4 години да има различно мислење што да правиме со Бугарија. Значи ако градиме државен став, тој мора да биде државен став, не владин став. Значи да биде која и влада да дојде да се тера тој став, како што Бугарија го практикува кон нас. Затоа и се чекора понапред во тој 150 години од Кенев. Кај нас се менува на 150 часови. Така што сметам дека пристапот е една работа, втора работа, они се во предност во тоа што се дел од Европската унија, а ние наводно сакаме да бидеме членка и мислам дека поумно е наместо да се расправаме, да се создаде контекст, ова можеби наивно звучи во моментов, но во наредните години верувам ќе се случи, пред да донесеме било каква позиција и одлука и пред било што да делуваме во контекст на проблемот со Бугарија, ние мора да ги смириме страстите. Двете општества мора да се помират. Значи ова малку мора да спласне. Значи ние не смееме да дозволиме никој да не биде непријател. Мора да учиме од историјата дека ние што и да направиме во политиката, Бугарија, Србија, Албанија, Грција ќе не бидат соседи и мора да се носиме со тоа. Тоа не значи да попуштаме и да прифаќаме што ќе ни кажат, меѓутоа не да ги разгоруваме работите кога не треба. Полека малку. Ако не може сега да донесем решение, ќе донесеме утре. Меѓутоа не вака. Вака е наоштрена ситуацијата, се пумпа непотребно, се дозволи и од сегашната опозиција, и од сегашната позиција. Меѓутоа, оној момент кај што се сложувам со оваа влада и премиерот е ворете тоа да не попуштате. Ворете и позицијата, бараме гаранции, се тоа е за подршка. Оному каде што не се сложувам, не може да чекаме подобри времења. Ние мора да создадеме подобри времења. Значи, ако ги чекаме, терање статус кво во надворешна политика, губите. Значи, директни преговори со Бугарија, имаме олеснување некакво на... Зошто да не? Меѓутоа, повторно ќе кажам, вие сега за да барате решение, сега Радев одбива средба со вас, вие за да барате решение мора малку да се смири. Значи, не може да одите на, не знам, на некоја сосема друга работа во Македонија, кога ќе дадете изјава да тоа биде во контекст на повторно на Бугарија. Полека, значи, малку да се смират страстите, да не биде тоа приоритет. Кога нема да биде тоа приоритет во општеството како мантра,
сметам дека полесно ќе се реши овој проблем. И овој проблем не мора па да се реши во целост. Може да се реши делумно за да се отпочнат преговорите, па понатаму ќе пробаме. Тоа е едно, и второ, сигурно ќе има Бугарија многу забелешки. Значи тоа јасно треба да се каже на јавноста, дури да ги ставиме 5 пати во устав, ќе има уште 5 пати повеќе забелешки. И сите други многу држави ќе имаат забелешки од делот на Копенхагенската критерија, односно на оној суштински реформски процеси по главијата. Таму ќе има забелешки, прво не знам колку сме ние спремни, дали имаме кворум и квалитет да ги завршиме, отвориме и затвориме тие поглавја. Ние сме се фатиле сега за проблемот со Бугарија и сметаме дека ако го решиме, дека тоа е тоа и сега ќе отвориме и ќе затвориме поглавја. Оној проблем со Грција сега не средна, но сега имаме нов со Бугарија. И мене половина живот ми помина во два спора. Пекински, само извинете, со кој би сакал да завршам е дека многу е важно една влада во Македонија да има став, да не го бара меѓупросторот. Значи, дури ако сте за против Европската унија или не ни одговара Европската унија под овие услови, излезете од преговорите. Меѓутоа, немојте преговараме, ама не вака. Знаете, оној меѓупростор е најопасен. Ние не сме фактор на таква позиција. Нема кој да го заштити тој наш став. Значи, мора да имаме цврст став, или сме или не сме, ако не ни одговараат условите и не можеме да ги промениме, или дајте опција Б, или излезете од преговорите. И тоа е само по себе некаков став и можеби некаков успех. Пекински, дали Румен Радев, кој се поотворено го гледаат на него како неков проруски играч, може да донесе одредена промена оваа динамика помеѓу Скопје и Брисел, се разбира преку Софија, и да дојде до некаков зголемен притисок врз Бугарија да го олесни ставот кон Македонија. Па, тука би се согласил со соговорникот. Ние прво нема да влеземе во ЕУ. Што и да направиме со бугарите, ќе дојдат некои нови барања од некои нови членки, така да треба тоа прво да ни биде јасно. Второ, овој треба французи во устав да ставаме. Овој квази патриотизам, што би рекол јас, и цело време патриотско издигнување на прво ниво, заборавајќи економијава, нема да ни донесе ништо. Ја би го следил примерот на Србија, знаа дека нема да влезат, заради тоа што сега бараат едни отстапки, во моментот ако ги направат тие отстапки, подоцна ќе дојде ветото од Хрватска и тоа е процес. Што направи они? Се фокусираа само на себе, на економски план. И сега затоа се они тигар с Експо 2027 се одржува во Белград. И тоа е показател у суштина правецот во кој треба да се движиме и ние. Ние покажуваме дека апсолутно не сме способни реално да водиме држава. Затоа што цело време се фокусираме историјата. Океј, а ние генерацијата сега само што кажа 20 години фокусираме ние историјата некој. Па политичарите, ама ние ги гласаме тие политичари. Ние излагаме на избори политичари кои наметнуваат историската рамка да биде вметната. Па да, ама ако ние малце повеќе се фокусираме кон нас и се свртиме кон себе и гледаме луѓето што се тука да живеат подобро, значи не може нас ЕУ да ни ја среди корупцијата, не може ЕУ да ни го исчисти ѓубрето. ЕУ не ни го прави ѓубрето. Помени на Кејки, видиш колкава трева израснала, јули дојде. Не е искосена, змии, ставорци, мислам, скоро секој ден пешачам таму и го гледам сето тоа. Не, кој треба тоа да ни го среди? Некој друг или ние? Значи, почнувајќи во исполнување на стандарди и на критериуми и почитување на rule of law или владење на правото, да видиш како ќе се сменат многу работи. Добра, сега. Апсолутно ќе почнат, извини само обратно проблема ќе почнат да не гледаат како сериозен партнер. Кога ќе почнат да гледаат како сериозен партнер, тогаш и веќе твојата важност станува многу поголема. И овие небулозни од Бугарија, барања од Бугарија ќе се намалат. Вака како што е, ние само покажуваме цело време дека апсолутно они може да си играат како сакаат и ние да се ложиме на таа карта и да го прифаќаме нивниот танц. У суштина. Дали ќе се смени нешто од Брисел? Не, нема да се смени. Нема да извршат притисок. Ги спомнавте копенхашките критериуми и тој макотрпен преговарачки процес Ранџеловиќ.
сепак пред 3 дена, нели, од суперлибералниот Брисел, односно во Страсбург беше седницата на Европарламентот, не помина иницијативата на известувачот за Македонија Томас Вајц од извештајот да биде изведен оној втор протокол, нели, од договорот со Бугарија, кој потоа влезе, нели, во преговарачката рамка, а тоа се однесува на работата на заедничката историска комисија, во која, нели, која во моментов воопшто и не се ни состанува, но додека се состануваше, главната работа беше да утврди, нели, историските факти за цар Самуил, за Гаврило Радомир, за Илиновско востание, за Гоце Делчев и буквално, значи, нашиот европски пат во моментов зависи токму од тоа. Значи, од тоа што ќе го сработи таа историска комисија. Повторно се враќам, повторно ја навраќам оваа дискусија на тоа дека ние не сме ни стигнале до копенхашките критериуми, ние не сме стигнале до отварање на кластерите, до некакво гледање, фингирање можеби на некои резултати, туку ние сме уште во времето на цар Самуил. Тоа во односите со унијата. Смитам дека оној дел од реформскиот процес за Копенхагенската критерија е далеку покомплексен процес од работа на историските комисии. Зошто? Затоа што таму имате суштина, додека во овој дел и во оваа фаза е теорија. Значи, докази, архиви, ние мислиме вака, вие мислите така. Меѓутоа, кога ќе треба да влезете на терен, едно поглавје ќе ви каже дека на Тиквешко езеро денес до 4 часот не смеете да ловите повеќе од 5 тона риба. Кој ќе го контролира тоа? Кој ќе го спроведува тоа? Значи, има таму некои норми кои нас треба ќе ни го променат живењето. Тиквешко езеро, ние сме ке цар Самуил. Сакам да кажам и да го решиме цар Самуил ќе заглавиме на трскава. Значи, нема бегање од суштината. И тоа ќе биде многу голем проблем. Ние сме во моментов, мислам, пред една тешка мисија, ако не сме сега, ќе дојдеме пред таа тешка мисија како народ и држава, а тоа е соочувањето сами со себе. Ова што го вели мојот соговорник, ние мора да решиме дали ќе развиеме чувство на колектив, ќе се грижиме за држава, ќе развиваме економија, каква визија имаме, која е нашата мисија како народ. Еве, македонскиот народ постоел од кога постоел. Вака бил под турско робство, вака под Југославија. Што правиме ние денес? Кој е белегот на нашата генерација? Што градиме? Молови? Лекуваме во Европа. Зонски паркинзи? Која е нашата оставштина? Која е нашата мисија? Дали ми разбирате? И ние, кога сте така обезличени, сме без веќе, без морал, сме и таа корупција, и таа партизација, и таа омраза, ќе има и во други земји во Европската унија, меѓутоа не до степен да ја доведе државата во опасност, во тоа дали ќе функционираме како општество и како држава. Ние ќе се искараме кој да го исчисти тоа ѓубре, или ќе се фалиме кој подобро го чисти. Тоа не е чива надлежност е, не е моја, не е твоја. Ќе утврдуваме чива е надлежноста. Тоа е првото нешто. Значи, ние тоа ни треба време. Ние уште се мачиме со фундаменталните вредности и насоки на тоа како треба да се води една држава и како треба да се живее во една држава. Додека не ги поминеме овие лекции, далеко ни ја нас и цар Самуил и све останато. Имаше еден представник на ЦИА кој во Македонија имаше некоја изјава и вели: ние кога дојдовме да распаднеме Југославија на Балканот, ние не ја донесовме тука корупцијата, ја затекнавме и ја напредивме. И така ве распаднавме. Значи, ќе поправам само, тоа е изјава на Леон Пернота. Ето така. Кој беше директор на ЦИА. Тука ќе мора да правиме кратка пауза за реклама, потоа се враќаме, нели, со нашите гости. Останува уште неколку минути од ова најново продолжение на За или против. Само да подсетам, тука со мене во студиото се Иво Ранџеловиќ и Синиша Пекевски. Пекевски, ајде едно научно-фантастично прашање при крајот на оваа емисија. Има ли шанси некако ние да се договориме со Бугарија? Рековме дека треба да се договараме со нив, но има ли шанси некако се најдеме на пола, не знам, што би значило тоа од нивна страна, тие да признаат дека сме полумакедонци, ние половина бугари, не знам како тоа би било. Ако го бараме решението, апсолутно е лесно, не е лесно, не е толку едноставно, ама секогаш постои решение ако го бараме решението.
и сметам дека многу лесно може да се договориме. Ако ни кажа дека ние сме браќа, да, и јас верувам дека сме браќа. Во секоја фамилија има проблеми, не познам во некоја фамилија да нема проблеми, седнат на маса нашите со нивните и седнат да се договорат, ајде да го решиме ова на начин кој што ќе биде вин-вин или наједноставно или најлесно да пројде и кај вас и кај нас. Ако можеше со Грција да пројде тоа не беше уште лесно, траеше 20 и кусур години тоа. Па да, ама седна, дојде еден премиер со еден друг премиер, дојде го спакува многу брзо. По мене многу брзо го спакува. Али треба да чекаме некаква бугарска сириза да се појави. Не, би требало треба само да сакаме. И треба да постои воља. Во нас е проблемот. Во двете страни, ама ако го поставиме на тоа да се фокусираме на решение наместо на проблем, проблеми секаде има, секогаш има и за се може да се скараме. Имаше една влада која беше многу проактивна и сакаше да го реши проблемот што е можно побрзо, приспадне на катастрофа во видот на прифаќање на француски предлог. Не реков прифаќање на се, но ако седнеме како со луѓе, што би рекол јас, ајде да најдеме заедничко решение и пристапот треба да биде таков, да најдеме решение во кој нема ние да бидеме повредени, нема ни вие да бидете повредени, во кој ќе биде за двете држави добро. И тоа е пристапот, позитивен пристап, не пристап на попустливост и давање само, туку пристап, ај ние двајца се договориме, двајца кога збориме Македонија и Бугарија. Дали бил Рубен Радев, дали бил Петков, дали бил некој друг пример, тотално ирелевантно. Ако сме браќа, лесно ќе се по мене, лесно ќе се Добро, јас знам браќа кои не зборат цел живот. Веројатно затоа што не сакаат да зборуваат, ама мислам дека и кога ќе отидеш во Бугарија се чувствуваш убаво. Народот не е дека е против нас, нешто и разговара за историја или за политика. Тоа не би било тема. Апсолутно. Значи ако има подлога, има голема подлога и кај нив и кај нас, не гледам причина зошто тоа ние со позитивен пристап да можеме да го решиме. Ја верувам у тоа. Само што имаме неспособни политичари од двете страни, да не бидам погрешно сватен, кои се толку многу суетни и својата суета ја ставаат пред се и заради тоа не може да дојдеме до решение. Условно. Ама ако се постави на поинаков начин, во кој ајде да се фокусираме на решение, заеднички, бидејќи и ќе порастеме како пазар, и ќе си помагаме во еден. И второ, има толку многу блиски врски помеѓу нас и нив, така да мислам дека може многу лесно се најде решение. Во Македонија на пописот попишани се точно 3504 луѓе кои имаат бугарска самосвест. Во Украина таа бројка е над 11.000. Зошто Украина не добива барање од Бугарија да ги вметне бугарите во украинскиот устав? Сега не е јасно зашто Украина понапред од нас во преговорите. Зашто нема таков устав? Се согласувам со што го кажа соговорникот. Генерално македонското и бугарското општество би требало да функционира, би требало да сме во добри односи, општеството. Па сме на лично нивото, да, апсолутно истото важи и за со србите и грците и албанците и така натаму. Политичарите и политиките од двете страни се тие кои ги создаваат овие стеги. Јас не мислам дека треба да му кажете на македонецот дали да летува на Халкидики, дали да оди да скија на Банјско. Пуштате ги малце тие стеги, поставете во општеството. Има една таква да кажам обскурни ликови на социјални мрежи. Да. Сметам дека треба да се симнат тие ѕидови, тие бариери, малку по-лесно и по-комфортно да ги сватиме работиве. Во делот на политиката, сметам дека и еве еден предлог, можеби најдобрата гаранција или претекст за решавање на овој спор е македонската влада да побара од Бугарија да го признае нашиот јазик и нашата нација. Историските комисии не го признаваат нашиот јазик. Тој има и фуснота во Европската унија, без фусноти ако може и така натаму и со една убава декларација во собранието нивно како што ја донесоа во спротивниот правец, нели? Како тоа мисли ќе ги натераме ние бугарите? Не треба да ги натераме никого. Ниту треба да се докажуваме кои сме, ниту да ги ако може, ако не може да сме живи и здрави, нели? Меѓутоа тоа е една подадена рака за да како предуслов да се решува додека историските комисии и нерешените прашања околу историјата да бидат за време или по нашето влегување во Европската унија. Таков некој пакет
е можеби, се тоа делува малце пластично како што го кажувам, меѓутоа во таа некоја конотација да се обидеме да ги отвориме преговорите и да се реши некако проблемот. Проблемот ќе постои, проблемот е потребен за да може една влада, една партија да дојде на власт и во Софија и во Скопје, бидејќи без такви проблеми политичарите ќе мора да се бават со суштината, со никакви економии од двете страни на границата, со никаков прогрес, со луѓе кои им се селат, млади кои им бегаат. Ако ги нема овие проблеми, што ќе ви ветуваат политичарите? Значи проблемот ќе мора да постои, за да постои политиката и партиите од двете страни на границата. Ние како општество не би требало да навлеземе толку во ова и да сме жртви. Не мора да сме жртви на секоја политичка конфронтација. Што треба се да ги мразиме бугарите? Да не мразат они нас? Па таман работа, ама работа ве стигната до таму. Значи палиме, не палиме, гасиме, ќе затварале граници. Тоа не се креира таква атмосфера. Се пумпа, нели тој моментум. Малку беше симптоматично на еден ден пред гласањето во Европскиот парламент, нели за таа иницијатива која беше на Томас Фајт за вадење на тој втор протокол, нели, од извештајот на Европскиот парламент за Македонија, кој се однесува на историската комисија, нели, баш тогаш се запалија неколку автомобили на бугарската амбасада во Скопје. Тоа беше навистина несреќен момент и навистина и таа дебата во Европскиот парламент ја однесе на таа воденица, нели, да се разговара само за тоа, за запалените автомобили, а не за тоа дека навистина една земја и не би требало незиниот влез во Европската унија, незиниот напредок, нели, во преговорите да зависи од работата на историската комисија. Не знам вие колку знаете, но Германија и Полска имаат заедничка комисија за историски прашања и таа повеќе од 30, можеби 40 години функционира, но под закрилата на Обединетите нации. И Германија и Франција. И Германија и Франција. И сега кога влегуваше Полска во Европската унија, германците не се осмелија, нели, да го наметнат дали Гданјск или Данцинг е оригинално полска или оригинално германска земја. Видете, во моментов генерално ставот на бугарската политика кон нас не е во ред. Значи, вие не можете да негирате нација, јазик и дури да сте во право, а не сте. Значи, тоа не е начин со кој се однесувате во надврешната политика. Некој тоа го дозволи да се преговара токму за тоа. Да, меѓутоа, бидејќи таа е безпредметна тема, нив има потребен предмет. И сега они бараат. Бугари се дискриминирани во Македонија, коли ни палат. Значи, потребен е предмет. Некој може би е дискриминиран, не треба ние априори да велиме дека не се. Сакам да кажам, треба да не биде дискриминиран. Потребен е предмет кој ќе се продаде во Брисел за да се задржи тезата зошто ставале вето, ќе ставаат вето, се бунат и така натаму. Не би требало ние да влеземе во таа замка. Со оваа влада која е во Бугарија, ниту една влада во Македонија нема да го реши проблемот со Бугарија. Тоа апсолутно е така. Но тоа не значи дека треба да се откажеме да дигнеме раце на крајот на денот. Политичарите за тоа се платени да креираат решенија, моментум, контекст кој ќе не поведе напред. Така што сметам дека треба да сме малку мудри во тој дел и пред било каква одлука да носиме решение, да ги смириме страстите. Бидејќи утре има ден и овие политичари од двете страни на границата ќе си отидат, но ние граѓаните треба да живееме и да соживуваме со бугарите и тие со нас. Пекевски, еве за крај, немам уште премногу време. Значи, дали треба да чекаме нова власт во Софија? Ова туку што дојде. Само што каже, зошто би чекале идеални услови? Не, седнеш и бараш решение. Немаме ние нити време, нити ресурси да си дозволиме да чекаме. Треба да покажеме проактивност и треба постојано да се фокусираме кон решение. Ние се фокусираме на проблемот. Еве сега, секогаш ќе најдеш, да не звучам многу лошо, будали што ќе направат разни ексцеси. Претходно имаше палење на конзулатот во Битола. Мислам, не ми детско, тоа не знам како да го опишам. Сега палење на возила сред бел ден, мислам, секогаш ќе најдеш. За време на светско првенство во Њу Йорк имаше инцидент, така да секогаш можеш да најдеш луѓе кои нивната психа не е здрава и кои заради разноразни причини ќе направат инциденти и проблеми. Апсолутно игнорирање на тие делови и фокусирање, ајде да најдеме решение. Кој каже од нашата влада, во изминативе 10 или 15 години на бугарите, ајде да најдеме решение заедничко.
Ајде да седнеме, ќе се затвориме 3 дена. Ама имаше еден па заврши од катастрофално. бизнис аспект сам мора да го кажам овој пример, можеби не соодветен, а е многу поучен. Разговарале на еден управен одбор во една компанија, не може никако да се сложат околу одредени прашања, да најдат решение. Избора 2-3 дена, никако нема. Вика, добро, доаѓа главниот CEO-то, вика, окей, не можеш да најдете, не можеш. Јас имам предлог, вика, се согласувате, ајде, ги става во комора на минус 15, ќе ве пуштам во моментот кога ќе го најдете решение. Да видиш како за 5 минути, кога доаѓа студот, и кога сваќаат дека ќе измрзнат, па се согласуваат и најдат решение. Така да решение постои, само ајде да го најдеме. Јас благодарам еве за овие мудри зборови на крајот. Се надевам дека ќе најдат на вистинско уво. Почитувани гледачи, тоа беше последното издание на За или против и благодарам за вниманието и имајте пријатна вечер.